направи нешто добро, а тоа е гласањето на битолчини 11 декември, кажа што се ви имате направено во област не само на спортот, но и на сите други активности изминатите 12 години. Кога ќе побарате поддршка од некои институции, фирми или дали други приватни субјекти да финансираат во спортот, прво треба да ги запрашате дали можат да си ги плаќаат редовните обврски. Неможноста на приватните субјекти да затворат финансиски конструкцијата од месец за месец не им дава можност да инвестираат во спорт. Тие млади таленти кои што ги има, а ги има, завршуваат со нивните спортски активности после наполнувањето на нивната 18-та година. Зошто? Затоа што професионалниот спорт бара сериозна инвестиција. До 18 години тие се аматери и бележат врвни резултати не само на регионално, на европско и на светско ниво. Ако ќе дојдат тука во општина Битола да побараат денар за поддршка на нивно учество на спортски надпревари кои што се одржуваат надвор од границите на Република Македонија, истите тие се третираат како непожелни личности. За потоа, кога ќе донесат над 40 златни медали од еден надпревар, да чекаат 3 недели да ги прими градоначалникот за се слика со. Ако сакате, ќе донесам да видите каде тренираат тие деца за кои што сите ние се гордееме дека се шампиони. Ќе видите дека тоа е една местна заедница која што е претворена во сала, во која што нема грејење, нема санитарни чвореви, нема апсолутно никакви услови за тренинг и за надпревар. Се е сведено на основни услови за да можат децата да тренираат. И таму викате вие дека сте направени, тоа се приватни инвестиции. Од луѓето и од нивните родители ги финансираат децата. Ако ќе стигнеме за професионален спорт, веќе не можеме да зборуваме. Таа е реалноста. Тоа се фактите. Јас имам пријател кој што тренира атлетика. Дечкото имаше феноменални резултати на Балканско првенство. Денеска нема основни услови за да вежба атлетика во Битола. Се врати од Скопје, немаме трин патека. Тартан патека немаме. Немаме можност каде да вежба во зима, сала нема. Сега вие зборувате дека сте направиле нешто. Тоа е исто како со зоолошката кога разговарате. Вашето мислење дека тоа е добро и нашето мислење дека е добро е различно. Исто е како и тоа што каде гледате вие Македонија и каде ние. Вие Македонија гледате во 19 век. Тоа е добро за услови во 19 век. Ние гледаме Македонија во 20 век, земја на Европска унија, членка на Европска унија и членка на НАТО алијансата. Тоа се сосема два различни концепти. Ние зборуваме за живот, вие зборувате за ноќта на долгите ножеви за ќосер. Или да е нема.